што се должи падот од 13 места според индексот за перцепција на корупцијата објавен од Transparency International? Дали се работи само за случајот Рекет или е прашање нешто друго? Значи вака, индексот за нашата земја е пресметан врз база на 7 извори на податоци од 7 независни институции, кои што се специјализирани во областа на управувањето, но секако и за анализа на бизнис климата. Значи, тоа се тие 7 институции кои што ни дале нас оцена. Сега, генерално ова важи не само за нашата држава. Впечатокот е дека постои високо ниво на политичка корупција, недоволна транспарентност во работењето на јавниот сектор, недоволен капацитет и неефикасност на контролните и на регулаторните тела. Но, според резултатите што конкретно се однесуваат пак за нашата држава, најслаби оценки сме добиле од Economist Intelligence Unit во делот на влијанието на политиката врз економијата и бизнисот. Тука имаме 19,79 поени. Исто така, Variety of Democracy Project ни дале 27,5 поени, а овие поени се однесуваат во делот на демократските процеси. Значи, во овие делови сме најслаби. Сега како да ги надминеме овие состојби? Како резултат на што се? Кажаат дека ова се 2 годишни, собирани се 2 годишни податоци, односно податоци кои се однесуваат на 2 години и се што се случувало во тие 2 години нормално дека има влијание, па и тој случај што сум го спомнала Рекет, исто така има влијание бидејќи тој направи длабоки потреси во државата и затоа прво на што ни асоцира, нели, слабоста во државата беше токму тој случај. Но доколку ние покажеме дека ќе се справиме со тој случај, сега постапките се во тек, нели, ако има завршница која што ќе ги обелодени извршителите кои се вплеткани во тој случај, тогаш ќе покажеме капацитет дека можеме да се справиме и тука пак ќе добиеме поени. Сметам дека треба да се вклучи целото општество, особено да се остави простор на овакви институции како што е и нашата институција, односно на независните регулаторни институции. Ова дотолку повеќе што една од надлежностите на нашава институција е следење на финансирањето на политичките партии, кое што пак е многу важен сегмент од овој наод влијание на политиката врз бизнисот. Бидејќи вообичаено главните финансиери кои што се наоѓаат на политичките партии, понатаму ги среќаваме како главни економски оператори кои што ги добиваат тендерите. Во светот и во околниве држави постојат ефикасни начини за следење на паричните текови, нели, на овие економски оператори, односно финансиери, но за жал кај нас се уште тоа не е заживеано, бидејќи веќе поради причини кои што веќе една година ги објаснуваме и пред раководните лица во државата и пред целата јавност дека немаме услови сето тоа да го воспоставиме. Важен момент овдека што треба да се спомени, никогаш не треба да се тргне од внимание, тоа е подигнување на свеста на сите граѓани во нашето општество, особено на оние што сакаат да се бават со политика, тоа да го прават од идеолошки причини, а не од користолюбиви причини, и да биде се пред се во корист на јавниот интерес на граѓаните. Номинацијата за член на Венецијанската комисија на министерката за правда Рената Тесковска е прифатена. Меѓутоа, најдена обструкција, особено од опозицијата, кои што сметаат дека господја Тесковска не може да и ќе води двете функции, односно да биде министерка и да биде членка на Венецијанската комисија, и ги ја повика Државната комисија за спречување на корупција да се произнесе по ова прашање. Каков е вашиот коментар? Државната комисија отвори предмети за овој случај, за да се расчистат и да се разграничат сите околности, сите прашања поврзани со овој случај. Значи, нас не интересира следното. Кои се правилата за членување во таа Венецијанска комисија? Дали Венецијанската комисија си има своји правила, критериуми и така натаму за, нели, да се екипира со своите членови. Од друга страна, каква е постапката за номинација од страна на нашата држава? И дали овие сите постапки имаат некакви пречки со нашиот закон? А дали тоа се смета за јавна функција или не е јавна функција? Значи, кај нас не смее да постои кумулација според нашиот закон, кумулација на јавни функции.
За таа цел, за да ги расчистиме сите овие случаи, ние веќе обавивме разговор, односно интервју, ја повикавме министерката и разговаравме со незе. Понатамо испративме писмо до владата, со кое што побаравме да ни ги достави податоците околу незината номинација, но исто така ќе ги провериме и самите правила дефинирани во деловникот и во статутот на Венецијанската комисија, што тие предвидуваат. Бидејќи колку што знам и сум информирана, секој представник кога станува збор за дискусија на закони од неговата земја не смее да учествува во расправата во Венецијанската комисија, ниту пак да одлучува. Тоа се правилата кои што самата Венецијанска комисија ги има воспоставено. Но, како и да е, значи ние го почнавме случајот, да ги дособереме сите, нели, овие процедурални прашања кои што се однесуваат на процедурата и понатаму ќе се излеземе со наш став. Министерката не е единствен представник, во државата може да има и други такви представници, едноставно да си го изградиме ставот не само за овој случај, туку и за сите во иднина.